Можно е да се размислува за план Б за евроинтеграциите на Македонија доколку Бугарија не попушти во своите условувања. Порача од Скопје високата представничка за надворешна и безбедносна политика на ЕУ Каја Калас вели сепак се надева дека ќе се постигне договор меѓу двете страни, но доколку тоа не се случи ќе се размислува за други механизми со цел државава да ги започне преговорите и да го забрза патот кон полноправно членство во Унијата. Ние се фокусираме на план А и се обидуваме планот А да профункционира, затоа што кога се префрлате кон план Б, тогаш план А излегува од игра. Може би ви звучам како да зборувам шифрирано, но сакам да ви кажам дека си уште се надеваме дека планот А ќе профункционира и ќе биде успешен. Работиме кон тоа, доколку не, тогаш ќе поминеме кон следната фаза. Калас оствари билатерална средба со премиерот Христијан Мицкоски, кој изрази надеж дека ќе се постигне договор со Бугарија, а македонските услови се познати, уставните измени да се имплементираат по ратификацијата на членството во ЕУ, со цел да нема нови условувања во текот на преговорите. Мицкоски порача дека е подготвен да седне на маса со бугарските колеги, со цел да се презентираат аргументите кои што ги имаат двете страни. За жал, има сили во регионот кои што сакаат да рефлектираат нестабилност. И затоа, кога ќе ги имаме сите аргументи на еден ваков билатерален состанок, тоа би било многу добро. Тоа би било многу добро да се слушне. На крајот од денот, ние сите треба да седнеме и да ги слушнеме аргументите. Може би од таа страна ќе слушнеме некои аргументи кои што до сега не сме ги знаеле. Каде исчезна, да речеме, 200.000 македонци во Западна Бугарија од 56 до 65. Според Мицкоски, местото на Македонија е во Европската Унија, бидејќи многу дала на тој пат, исполнувајќи реформи кои што биле барани од Брисел. Ова држава има право да очекува многу појасна, поотворена и почесна потврда од самата Унија. Затоа што ќе се согласиме, не сите земји членки и не секогаш се однесуваат во европскиот дух. Побарав фер третман, побарав доследност. Европа да покаже лидерство, кое што ќе донесе нешто вредно. На сличен став и Калас вели дека треба да бидеме дел од ЕУ, бидејќи покрај постигнатите резултати во реформскиот процес, членството на Западен Балкан ќе значи многу и за безбедноста на цела Европа. Северна Македонија припаѓа во Европската Унија. Вие имате навистина историја со усогласувањето со надворешната и безбедносна политика на ЕУ, а тоа ни е нам многу важно, особено во овие турбулентни времиња кога гледаме дека има сериозни геополитички промени во светот. Тука би сакала да ги истакнам и вашите напори направени од Северна Македонија и владата во однос на реформската агенда. Каја Калас се сретна и со министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Двајцата го отворија првиот диалог за безбедност и одбрана со Унијата. Муцунски ја истакна целосната согласеност во заедничката политика во овој дел, што не е само техничка обврска, туку и јасен израз на нашата стратешка определба, вредности и партнерство со ЕУ.